Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте на 18-ти поред Илинденски секавици, организирани од страна на Организација на жени Нада Михајлова, поетски клуб Обденица, како и Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев. И оваа вечер нека светнат двете Илинденски секавици, едната таму од Крушево, подсетувајќи на славното Илинденско восстание на 2 август 1903 водено против силната Отоманска империја и создавањето на Крушевската република. Другата секавица нека светне од нашата близина и не подсети на 2 август 1944 година, кога е одржано првото заседание на АСНО во Прохор Чински. Неслучајно се овие два значајни датума на историјата на македонскиот народ на празникот Свети Илија, кога се родил Илија, неговиот татко Савар, видел ангели Божи околу детето, како го повиваат во оган и му даваат да јаде пламен, вдавнувајќи му на Илија пламен карактер. И оваа вечер светат Илинденските секавици во чест на престојниот празник. А сега ја замолувам председателката на Организација на жени Нада Михајлова, поетски клуб Обденица, Зора Ивановска, да ви се обрати и поздрави. Почитувани гости, драги пријатели, добра вечер. Ви посакувам добре дојде од името на Сдруженијето на жени Нада Михајлова, поетскиот клуб Обденица и од мое лично име. Најпрви да ви се заблагодарам што одвоивте од вашето слободно време да не удостоите со вашето присуство заеднички да го одбележиме престојниот македонски наш национален празник 2 август Илинден. Во тоа име ве поздравувам и ви посакувам пријатно да се чувствувате, а ние со нашата програма ќе го задржиме вашето внимание. Дозволете ми да прозборам малку за ликот и делото на Нада Михајлова. Жена борец на 3-та македонска ударна бригада, чие име со гордост го носиме. Нада Михајлова на еден дел од улицата 3-та македонска ударна бригада, кај некогашната тракторска станица, се уште постои и одолева на забот на времето куќата на семејството Михајлови. Куќата со пространиот двор и со стариот бунар во средина не подсетува на бурните изминати времења кога нашиот народ грчевито се бореше за својата национална слобода. Во неа се одиграа бројни настави за време на НОБ, а целото семејство, од најмалиот до најстариот нејзин член, дадоа свој придонес за слобода и подобро утре. Во таа приземна семејна куќа, во далечната 1929 година, се роди Нада, како четврто и најмало дете на родителите Панче и Гора Михајлови. Таа, со постарите сестри Филимена, Вера и братот Коле, уште во рани години ги почувствуваа сите тешкоти на животот. Беше дете на сиромашни родители. Своите први животни чекори ги направи на полињата, каде работеше мајка им, за да се здобијат со основни услови за нормално живење. Иако во таква скромна материјална положба, Нада успешно ги совладуваше проблемите во врска со нејзиното образование.
По завршувањето на основното училиште се запишува во Кумановската гимназија, во која беше одлична ученичка. Не случајно за неја слушнавме дека била надарена и предодредена да се школува. Знаеше да другарува и да помага на послабите ученички. Сите 3 класа на гимназијата ги завршува со одличен успех. Како ученичка во 2 и 3 клас пак уште беше позната и како добар курир во окупираното Куманово, извршувајќи повеќе задачи, особено во пренесување на храна за политичките затвореници. Млада Нада не знаеше за страх и неуморност и со одговорност ги извршуваше поставените задачи. На почетокот на 1944 година, кога Нада Михајлова учеше 4 клас и се наоѓаше пред полагање на матура, заминува во редовите на 3-та македонска ударна бригада, во која се наоѓаше незиниот брат Коле. А незината сестра Филимена, инаку студент на филолошкиот факултет, се наоѓаше во затворот во Бугарија, осудена како партизанка. При заменување на својата мајка и остави писмо, кое јас го преточив во поема. Еве, сега ќе го презентирам пред вас. Поема за Нада. Се родила и израснала во Куманово, во семејството на Гора и Панче Михајлови. Најмлада од сите ги броела дните да стаса во борбените редови. Едно утро мајка и Гора ја обзеде грчевито мора. Низиното чедо Нада ја нема во постелата мека. Мајчиното срце болно залелека. На покривката од креветот плетенки 2 и писмо: мамо, не барај ме. Отидов во партизани, душата моја да се смири. Да се борам со другарите за слобода, во среќа да ни минат дните. На твојата душа од тага не е лесно, во куќата наша за мене е претесно. Во Пробиштивско, кај родуците, се водеше претешка борба. Фашистичкиот полицаец со омраза и злоба го прекина младиот живот. Во април, во пролетното доба. Куманово те воспева и слави, со тебе се гордееме сите. Зборовите се премногу мали, да ја искажат почита кон тебе за твоето дело во слободата да ни минат дните. Благодарам. Судбината сакала. Судбината сакала во ноќта темна, возот на перонот заден да застане. Трепереа светилките во ноќта темна, трепереше срцето мое детско, ко птица исплашена со скршени крилца. Куманово е тоа, глас татков слушнат. Куманово, Куманово, збор долг, непознат, за прв пат слушнат. Куманово, ти град мој не си, но друг град не знам, друг град не познавам. Рака ми подаде, ме прегрна, срце ми стопли, крилца скршени излечи. Судбината сакала во ноќта темна, возот на перонот заден да застане. Детството изгубено по безпаче долги обрвони врати. Расте јас, растеше и ти. За страдане мои кажував, раскажував, но и за твои страдане слушнав. Слушнав колку безстрашно херојско си било, колку си крварело, колку жртви си дало. Ги помнам кепенците, сукаците твои,
Na tuba i kurzu mladosti moja rascuti, so tebe na bakljadi, prvomajski paradi ode. Obnome ti gledam, znamenja crveni razbila, su đurđeni alovi, praznici tvoji kitev. Kumanovo, ti grad moj stana, me zasaka, te zasaka, pod cvete v srce te vsadi. Судбината сакала во ноќта темна, возот наперено заден да застане. На крстопат сред Балкан стоиш, од исток и запад, од север и југ, патиштата твои за гости, патници, добронамерни минувачи, секогаш отворени биле. Но, ќе се дрзне ли некој во слободата твоја да чепне, духот на Карпош од безумен козњак и бучна пчиња истрпнува, повторно се враќа. Kumanovo, neka dните твои октомвриски, ноемвриски, никогаш повеќе на бомби, пушки, барут не замириса, само на грозје, на зрели доњи мириса. Те сакам, Kumanovo, в срце те носам, кај да одам, кај да шетам, за тебе кажувам. Друг град не знам, друг град не познавам. А судбината сакала во ноќта темна, возот на перонот заден да застане. На светол празник Илинден, луната зора, блесна светлина, слизна на трешовото топче, мечкин камен. Прштеа ножеви, згрмеа пушки, топови, увираа громови, светкаа молни, секавици насекаде. Се татнеше. Утробата ти се превртуваше за своите чеда. Јунаци беа пиеви, потопија со врела крв своја. Но победија, прогласија Грушевска република. На земјата наша удрија темелите. Стана символ на македонското обстојување, на непокор, чисто како солза. Во вените наши тече крв ваша. Се поклонуваме пред ваши паметници, гордо, достоинствено ветуваме, дека ќе ја браниме, сочуваме, од една е мајка мила, тоа е наша татковина Македонија. Секогаш весело, ти ми подари детство безгришно. Се сеќаваш ли, граду мој, кога мома стана, со ташничка на школа брзам, добри оцени да донесам, а што вечер ки дојде, на твоја плошна туба, на козло кругови праве, едни сини очи да проледев. Ја познаваш ли, граду мој, жената, што секој ден на работа ида, мајка станав, дечиња мора на пат да изведа. Знам, ке се сетиш, храбра како тебе, станав, ти ме подреше, ти ме храбреше. Сега, граду мој, знам, веќе ме препозна, по чекорите мои уморна, спори, ако по улиците твои одам, со желба спомени за удови денови со тебе да поделам. Силно да те прегрнам и во тебе полека да стареам. Граду мој убав, јас со тебе се гордеам,
И уште нешто ќе ти речам. Илинден вечно ќе се слави. Во тебе се корените наши. Те сакаме и ништо не може да не исплаши. Благодарам. На твоите села и градови мрачни те гуши злото и ноќта што паѓа. О, земјо, мајко страдалнице, ти робинко непокорна, со векови газена, но горда. Ти, мајко партизанска, ти имаш сестри во црнина, избриши им солзи и бол од лица страдни. Ти имаш браќа во зандани што мреат, избави ги од јамите на ужасот. Твоите синови со раце челични, ќе отстрана темнини и мрак што пречи, ќе чекорат по врвиците кон изгревот. Од нивната крв нова сила ќе потече, од нивните солзи ќе се измијат раните лути, ќе престане да боли маката неискажана. О, мајко робинке, и тебе ново сонце ќе те топли, и за тебе нов ден ќе се роди. до срцето што ги чуваш и да не го трошиш зборот наоколу и да не кажуваш збор на кој ниту почетокот, ниту крајот не го знаеш. 2 чекора назад да застанеш, да помислиш, формата да му ја осознаеш, кому мед, кому пелин ќе донесе да сватиш, та тогаш да го изговориш. На зборот да си останеш и греб на душа да не носиш. Постела искаена од тие 2 конца е она во која најубаво се спие. Очите светат најсилно тогаш кога мир води в носа. На зборот да си стоиш. Од изборот, зборот е образ. Го сокрив твојот прозрачен поглед во гарсонерата на откровието на моите очи, во една од хемисферите на моето паметење. Изрезбарен во кората на стариот тат, од громовите на екстазата, од северните зимски ветришта, од дождовите и сушите на нашата љубов во некои тамнешно измијати лета. Го распосав на огледалото во ходникот, за да не заборавам, да не ги заборавам гороцветот и булките, пресутени во твоите очи во некоја измината пролет. Ја сокрив твојата немерна коса во меандрите на другата хемисфера, обточена со сноповите од ожнеано жито во кое птиците свиваат гнезда. Ја расплосав во джепот на моето матурско сако, кога љубовта процвета на нашите длани. За да нема откаде некои твоите солзи, песните и стиховите шепнати на твојот. И нека се ова твојот поглед и твојата коса во гарсонерата на подкровието на моите хемисфери. Ќе ми требаат во годините што идат, зашто староста е заборава сега сошта,
ме помни тамешната младост и љубовта. Ей, народе мој, велико крст, кај си тргнал? Оти се загубите. Зарад за компас не сте чули. Ей, народе мој, што ве учеа дедовците? Што ви велеа мајките? Зарем заборавивте? Зарем заборавивме? Ей, народе мој, ви велеа честно, ви велеа сложно, ви велеа верувај. Ей, народе мој, не брат на брат, оти честа образот го чува, оти слогата домот го гради, оти вербата планини крева. Ей, народе мој. Се слуша чукање на камбана. Силно, многу силно, за да може да одеме далеко. Што подалеку да се чуе звукот на камбаната, затоа што беше знак на почеток на вооружената борба на нашите борци. На 2 август 1903 година, на ден Илинден, ќе отпочне борба за слобода. Борба за тргање на вековното робство од османиите. Секоја во душата сакаше само едно, да ја почувствува слободата. Тешки беа прангите кои ги носеа тие млади животи. Нема ништо свое, све наметнато, се по волја на друг кој мисли дека е силен. Но ако си моćен затоа што имаш јако оружје, ако си поброен да опколиш некој кој е опколен, не значи дека си победил. Мојот народ, со кој многу се гордеам, има сила во душата, има цел за која се бореа. Сакаа нова еднина, не со пранги, не со робство, туку слобода. Да може слободно да каже дека е македонец, дека на земјата на која стои е негова и има право на неа. Сакаа да живеат сакаа да животот го поминат во мир, а своите поколенија ги воспитуваат по своји обичаи. Поминаа многу премрежја откако мојата татковина стана слободна. Ги израснав моите деца во слободна Македонија, се радувам за нив што можат слободно да живеат и да ја изучуваат историјата онака како било. Да се гордеат на своите предци, ама и да го одржат аманетот да ја сочуват Македонија. Не смееме да дозволиме да се заборави пролеаната крв и секогаш да ни предочи дигнатата раката за слобода или смрт и да се извика ура за Македонија. Не може и не смее да биде поинаку, дека со векови постојава македонски народ со својот македонски јазик. Не знам како се чувствувате вие овдека присутни, ама јас сум горда што преку мојата организација, која го носи името на нашата храбра сограѓанка Нада Михајлова, која го даде својот млад живот за ова што го имаме денес. Така е, мои кумановци, сите заедно, како никогаш досега, да сме сплотени и да го сочуваме ова мало парче земја, кое се вика Македонија, а во него живеа слободно мојот македонски народ. Ви благодарам, македонци, и благодарам Македонија што постоиш. Така било, така и ќе биде и никако поинаку. Збор кој има душа. Го сакам тој збор кој крие многу насмевки, детски джагори, кавги и разочарувања, кодошења, сплетки, мајтатења, долги убедувања со сериозни разговори и многу убави спомени. Теските сокаци се одбележани со многу слики, седење пред порти на триножни столчиња
и мала дрвена масичка, со комшиски муабети, дружења, пиење кафиња и по некоја чашка ракија. Многу бовчи за дарови се извезени на тие тесни сокаци, за корзо на моми гердани направени и многу здолништа сошиени. Тие тесни сокаци романтични, со љубовни врски проткајани, кратки, долги, сериозни и лагилни, многу песни испеани, многу ноќи непреспиени и многу серенади на своите сакани направени, за секогаш во нив се запечатени. Има сокаци кои раскажувале за мирно шепотење, кога двајца млади се љубеле, за дрско однесување и истите тие сокаци за многу нешта премолчале и многу тајни се откриле. Луѓе, дете ни се роди во Четава. Ало, ти си Мандана. Катерино, да бие живо и здраво детето. И честитам, Катерина. И јас ти честитам, Катерина. Што вела? Сите ми честитат. Обичај е некој да каже некој добри зборови за детето. Ајде, кој умее да го благословува. Па се знае. Мандана, одвај чека да го размрзе јазик. Ајде, стари, четата бара да го благословиш детето. Ако? Ајде да си ни живо и здраво, детуле. Големо да порасниш. Навице, бело и црвено, како тетовско јаболко. Наснага вита ела пиринска. И кога еден ден ќе погледнеш во големото сивно небо, сети се на нас. Сети се на четата ангелче во кое што си се родило. Сега небото не можеш да му го покажеш, но засвири како славеј за да те чуе. Вистински славеј, многу сакам да го слушам, како проверка е сега. Имам една желба, војводо. Кажи, Катерина. Да му се даде име на детето. Катерина, многу брзаш. Очекувам уште 2-3 дена и ќе ме родиш кај мојшто. Како? И пративе вака, а ќе пуштиме обете заедно да се молите, ама... А откога твојо? Ќе ме пуштиме обете да молите, а кога ќе се условите дозволуваат, пошто ќе ме однесеме во некоја села. А откога твојо? Откако отиде. Не мога, пушките не можеме да ги купиме. И ги купиме на друг начин. До година пушките ќе растат како краставици. Краставици. Катерина, заблагодарим се во моје име. Ми сто ми благодари, војводо. А јас сакам токму сега овде да му се даде име на детево. Кој ќе му даде име? Зошто бодаш, Катерина? Зошто бодаш кога за 2-3 дена ќе бидеш кај мојшто? Ајде. Ајде те мен се облак зададем да капи планина, те мен се облак зададем да капи планина, нај, 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 нај,
вазелин. Зошто? Па може би ќе ви притреба за детето. И онака јас го чував за мојот пистол, но сега вас ќе ви го треба. Добро, ќе се најде. Што ги така ќе окрстиме дете? Треба навистина да се крсти детето? Како е? Машко или женско? Женство е. Женско! Нека е живо и здраво! Нека е живо и здраво! Како да се вика? Нека се вика... Автономија! Автономија! Како најде? За да си видел дете да се вика автономија. Катерина, тоа е убаво име. Не ги слушам. Чекај. Јас имам еден предлог, ако го усвоите, да се вика Елена. Сака да окрста детето Елена по вас? По мене? Го прифаќаш тоа име Катерина? И благодарам, мој Бог. Сега морам уште еднаш. Тебе се облак зададе на тапили планина. Тебе се облак зададе на тапили планина. На тапили планина. Сега сте слободни. Можете да одите, ќе ви дадам војници да ме штитат. Војводо, јас сакам да го напишам писмото. Што ми е така, ќе седите уште тук кај нас. Ке седам, се додека не стигнат танче. И ви ветувам дека кога ќе отидам во мојата земја, ќе им кажам, јас не бев кај разбойници, јас бев кај македонци, борци за слобода.